Дали можеме? Можеме ли, Кире? Можеме ли? Идеме ли? Можеме ли? Да не беше епа! Ќе немав што да кажам денеска. Тоа е, све е преубо. Шо да кажеш, еве вака понеделнички според вас. За шо да се пожалиме, а да е пресмешно? Нема. Се е преубо во државава. Почна животот. 500 евра плата, канализација средена, патишта средени, инфраструктура, да не можеш грешка да направиш полицаец да дојде да те казни за нешто, зашто се е толку прекрасно. Се е толку прекрасно, се е супер во државава што нема тема за шегување. Еве владата и опозицијата се во константен диалог и ги решаваат проблемите во корист на народот. Абе не можеш раска да им најдиш. До толку се е супер што владата презеде чекори, ангажираше странски експерти кои малку од малку ќе направат некаква тензија во државава за да се случи нешто, за да имат некаков минимален проблем, нешто да се деси да ни е позабавно. Вака некако све релакс. Вака само се забавуваме, пара бучит, сите со добра платица, да не можеш да најдеш сиромав човек да му позајмиш, да му поклониш, бе, кој да му позајмиш. Абе, нати ги, не ти ги сакам поќе, бре, човеку Божи. 15.000 евра вака да му даеш, чисто да бегат парава на нешто да се потрошиме. Немат. Убо бензинов што константно поскапи, то некако надеж ми влева, знаеш? Некако поубо се осеќам, имат малку, знаеш, трошубе ти е. Хош на бензинска тураш за 1000 денари, за утре пак да дојдиш да туриш за уште 1000-дарка, имат некако, знаеш. Со човеков на бензинска веќе си сме сближени, за 500 денари ако туриш, то не е, како да ти речам, то не е бензин, то е колку безич да имаш турено. Пово со точак појди на бензинска и само 500-ката дај му ја, ич не турај, исто ќе ти биде. Само тоа е така да речам малку некој како проблем, мада не е ни проблем всушност, пошто знаеш, можеме да си дозволиме. Иначе друго се е идеално. Добро се, од време на време се случуваат нешто, например, во Тетово заскитан куршум, се закачил в кола. Шо правите бе со тие куршумите во Тетово, море, доколку име ти излез? Шо ги пуштате да скитат ко некои тинејџери до рани зори? Ме приберете ги малце по дома. Исто така во Гостивареве, например, една прекрасна манифестација, зашто нема за шо друго да се прави муабет. Во Гостивар се одржал шаховски турнир по поводенови на иселениците. А што друго да се одржи? Зашти да си иселеник, то не е туку така. Никој од кеф нема тој иде странство за таму да му е преубо и да му е, знаеш, да имат услови. Не, никој то не го прави за себе, за лична собствена корист. Не. Секој оди странство во диаспората заради стратегија, затоа шаховскиот турнир. Зашто ти можеш овде во Македонија да си обично пиунче, а поиде Швицарска, опа, одма крал станвиш. И ти кој ќе станеш крал, после назад во Македонија кој ќе се вратиш, некоја може обичен пешак да е, пиунче. Свој кажеш, нешто, абе жртва, проста жртва. Ама ти хоп, одма ја претвораш, ја земаш и ја претвораш во права кралица. Шах мат, бабе!